Духовден, Света Тројца. На 50-тиот ден по Христовото воскресение, апостолите и Богородица се собрале на едно место во Ерусалим. Сите биле во една куќа и се молеле. Околу 9 часот наутро неочекувано се слушнал силен, но пријатен шум како да дува ветер. Од небото се спуштиле пламени јазици и застанале над главите на апостолите. Тоа било знак дека Светиот Дух слегол врз апостолите. Од тој момент тие се исполниле со сила и мудрост и се почувствувале подготвени да го проповедаат Евангелието на секаде по светот. Светиот Дух ги научил апостолите и на многу други јазици кои им биле неопходни за проповедање на Евангелието во земјите каде што заминале. За спомен на слегувањето на Светиот Дух, црквата го востановила празникот Духовден или Света Тројца, затоа што се до доаѓањето на Исус, луѓето го знаеле само првото лице на Богот Татко. Кога се родил Исус Христос, луѓето го запознале и второто лице, Богот Син, а кога слегол Светиот Дух, тогаш луѓето го спознале и третото лице на Бога, Светиот Дух. Сите три лица составуваат еден Бог и се викаат Света Тројца. Дури со слегувањето на Светиот Дух завршено е основањето на црквата Христова. Духовден го празнува со многу обичаи и верувања. На Духовден му претходи духовденска задушница, кога се изведуваат многу обичаи поврзани со покојните предци. На Духовден дел од луѓето не спијат ноќе, раздавајќи храна за душата на покојните. Се верува дека со символично давање на храна на блиските, таа храна ја преминува границата на овоземниот живот и оди кај покојните во задгробниот живот.